Нашата цел е да влеземе во НАТО алијансата со армија која ќе биде горда и на својата припадност и на својата земја. Армија која ќе биде мотивирана, посветена на своите задачи и соодветно наградена од државата. Денеска тоа сакам да го потврдам и со одлука која што владата ја донесе пред една недела, водејќи ја дискусијата за новиот измените на законот за служба во армијата. Таа одлука подразбира дека практично од 1 март следната година секој припадник на армијата, без разлика дали се работи за воен или за цивилен персонал во армијата, ќе добива месечен надоместок од околу 7.000 денари за така наречената закупнина или станарина за решавање на стамбеното прашање на сите практично припадници на армијата. Новото решение предвидува апсолутно користење на правото на закупнина без оглед дали корисникот користи организиран превоз или сам го решава прашањето на превоз и без разлика на тоа каде работи и каде живее. Досега оваа закупнина или станарина ја добива исклучиво околу 1200 припадници на армијата. Со новото законско решение, сите припадници на армијата, воен и цивилен персонал, освен оние кои што добиле станови од поранешната JNA, кои можат после тоа и да ги откупат, ќе ја добие шансата да користи средства за закупнина и тој надомест ќе изнесува некаде, како што реков, околу 7.000 денари на месечно ниво. Вкупната сума која Министерството за одбрана за следната година ќе ја искористи од својот буџет и ќе ја насочи кон припадниците на својата армија е негдека над 7 милиони евра и оваа сума ќе влезе во буџетите на над 6.000 семејства во нашата земја. 6.000 семејства ќе го почувствуваат бенефитот на оваа владина мерка, но во исто време сите припадници на армијата ќе можат да го користат многу лесно ова право и сите ќе имаат подобри услови за живот и за работа. Вие знаете дека 10 години можеби се дискутира за еден проект кој не вроди со плод. Тоа беше така наречениот Армија мој вистински дом, кој што не им помогна на припадниците на армијата. Се најавуваше, се почнуваше, се удираа камен темелници, меѓутоа практично на ниту еден припадник на армијата не му беше решен проблемот со стамбеното обезбедување. Ова беше мерка која што буквално создаваше само административен лавиринт, а не нудеше конкретни решенија. Луѓето имаа големи надежи, мислеа дека прашањето се решава, на крај останаа со празни раце. Мерката која што денеска ја промовираме и мерката за која што веќе неколку месеци дискутираме со припадниците од армијата е едноставна, реална, остварлива и трајна. И многу директно, со конкретна бројка и конкретна сума, придонесува кон подобри услови за работа и повисок стандард на живење на сите припадници на армијата. Неодамна реков дека не се менуваме заради НАТО, туку се менуваме заради самите себе. Заради нашите потреби, заради желбата да живееме подобро и да имаме подобра држава. Нашите војници, старешини, сите офицери, припадници на армијата вложуваат секојдневно во себе. Преку тренинзи, преку обуки, преку други активности кои што им ги овозможуваме заедно со идните наши сојузници. Вчера, завчера, па и денес, нашите војници помагаат во гасењето на пожарите. Помагаат при природни катастрофи, помагаат при големи сообраќајки, помагаат секој пат кога државата се чувствува во криза или под притисок. Ред е и државата да продолжи да вложува во нив. Зголемувањето реално на нивните примања за околу 7.000 денари е таков влог. Влог во подобра армија, влог во поголема сигурност, во развој, стабилност и капацитетот на нашата армија. Оваа влада навистина со серијата на мерки покажа дека се грижи за нашите војници. Не ги користи за реклами, туку буквално со секој чекор обезбедува подобри услови за работа и за живот. Од полноправното членство во НАТО не делат, како што знаете, уште само 3 ратификации во Франција, Холандија и Шпанија. Меѓутоа, ќе се сложите дека како влада и како министерство не седиме и чекаме да дојдат ратификациите, туку активно работиме како да бидеме подобра членка, како побрзо да станеме членка, но во исто време како да обезбедиме армија во која повеќе граѓани
ќе бидат задоволни со условите и начинот на живот и работа. Ги зголемивме платите прво за 10%, а неодамна за дополнителни 5%. Го зголемуваме 2 години поред буџетот за одбраната и следната година ќе донесе уште едно зголемување и планираме навистина со новиот закон за служби во армијата, односно измените во законот и дополнителни подобрувања за кои што ќе дискутираме и следните неколку дена. Нашата армија не е иста како што беше пред 2,5 години и со секој чекор и со секоја политика и со секоја одлука сакаме да имаме армија која што ќе биде горда на својата држава, како што ние како држава сме горди на нашето членство во Алијансата. Ви благодарам.